да го заклучам дека ова е известно покајување на тоа како Стефче Јакимовски делувал политички. Не е апсолутно покајување, меѓутоа вие мора да имате некој ориентир и не бевте фронтмен во партија која ги детерминираше мора да знаете политичките прилики во Македонија. Мора да знаете до каде одите и колку одите, затоа што впрочем изборите за тоа постојат. Во тој случај и претседателски локални парламентарни секогаш ќе се случуваат во исто време. Затоа ви се локалните за да вие си преиспитувате вашата политика. И токму овие локални избори беа одлични за да опозицијата си преиспита својата политика, нормално и власт, и да се види кој е на прав пат, кој е на крив пат. Ме интересира вашето мислење. Сме во една критична фаза, ако може така да наречам, кога се очекува што ќе се случи со решавањето на името, со решавањето на домашните политички проблеми, формирањето на анкетната комисија, кој пак се клучен услов за да се отворат европските перспективи за Македонија, што во голема мера ќе ги детерминираат идните прилики во општеството. Што очекувате вие дека како гледате, што ќе се случува дали оваа власт ќе успее да ги надмине тие проблеми, да ја отвори вратата на европските интеграции? Прво, јас сум длабоко убеден дека ниедна влада, па ниту ова не е антимакедонска. Тоа што ние во политичката реторика користиме на политичката цена, тоа е сосема друго прашање, и јас сум длабоко убеден дека секоја влада се труди да направи најдобро што е можно за нацијата. Имајќи го предвид затоа што сум бил министер и знам како делувала владата, како јас сум делувал и така натаму. Тоа прашање со името е наш најтежок проблем, кој што практично ни ги кочи нашите евроатлански аспирации. Очигледно дека и владата и сите оние кои што разговараат за разрешување на овој проблем, дека треба да добијат охрабрување за посмели чекори и треба да се најде решение кое што ќе биде взаимно прифатливо решение со кое што ќе се очекува дека не зборуваме за 30 наредни дена, господин Јакимовски, не зборуваме сега ние. Дали очекувате дека работите ќе тргнат напред? Па јас сум скептик дека ќе тргнат напред. Повеќе се плашам дека ова дипломатска офанзива на албанскиот блок во владата, дека се обиди за да се донесе некој продукт кој што евентуално потоа, не знам, можеби не би се прифатил од останатиот дел од владината коалиција и кој што потоа би бил увод во евентуално нови политички разврски во Република Македонија. Имаме анкетна комисија, мислите? Па, вие го знаете она изрека дека ако сакаш некоја работа да не ја завршиш, формирај комисија, таа се покажува и сега. Што не сака да се расчисти некоја работа, се формира комисија. Според вас во 24 декември, на 24 декември што се случи? На 24 декември власта направи голема грешка. Употреби сила, крен рака и врз новинарите, што не смееше да го направи, и по мене тоа е многу голема грешка. Што предвидувате во СДС? Вие бевте на чело на градската организација. Како ќе гласаат тие луѓе? Вие бевте нивни лидер. Ги познавате околностите? Не знам како ќе гласаат. Јас веќе, повеќе од 2,5 месеца не сум во Социјалдемократскиот сојуз, скоро 3 месеца, така да не знам како ќе гласаат. Прво го познавате теренот, ако може да ова. Добро го познавам теренот, човечкиот материјал таму. Дали сте луѓе под контрола на Бранко Црвенковски? Да. Вие така е правена структурата. Така се правени општинските организации, така се бирани ръководството. Зошто вие се согласите да бидете марионета во раците на Бранко Црвенковски во целиот тој куп на луѓе кои се контролирани од Бранко Црвенковски? Вака сега, јас не сум бил ничија марионета. Ма не, ако велите дека се било под контрола негова. Па раководството он ги има бирано, како не е под контрола на некој. Ако јас некоја општинска организација кажам кој ќе биде председател, кој ќе биде секретар и така натаму. Тоа што вие бевте избрани таму, тоа значи дека сте биле под негова контрола или? Значи јас дојдов на готови избрани општински организации. Значи веќе направена со негов амин станавте председател на градската? Не на негово барање. Не со негов амин, него на негово барање.
И Тоа се два различни Бевте под негова квалификативи. контрола? Не. Не? Вака да ви кажам. Стефче Акимовски никогаш, ама баш никогаш во политиката не бил под ничија контрола. Оставате, може Значи, дека некои други луѓе исто така во градската организација не се под контрола. некој да ме контролира онолку колку што јас сакам. Ништо повеќе од тоа. А таа контрола значи взаимна почит и респект према оној што е повисоко во хиерархијата, дали е во партијата, дали се работи за предпријатие и така натаму. Значи секогаш респект кон оној што стои повисоко од вас и респект кон неговата функција. И по толку така соработка, било, сега вие излегувате со квалификација од типот, како беше, принцот на темнината. смета квалификацијата? Не ми пречи. Па еве, Мене воопшто, јас никогаш не сум бил соработник на Брако Црвенковски. Јас сум го критикувал на јавна сцена. Вие сте биле со него, сте го фалеле на голема врата. Јас и сега сакам да го искритикувам јавно. Значи, ја не зборувам напамет, зборувам со факти. Дали целата нација македонска не беше во очекување опозицијата ќе оди на избори или не? Беше или не беше? Така. Таа дилема и таа тешка психолошка енигма која наметна? Бранко Црвенковски. Тој ужива да создава такви тешки психолошки ситуации во кои што тој се смета на крајот дека тука е он мајсторот. Па јас претпоставувам да дека тоа е така и затоа никогаш не би бил дел од СДС под Бранко Црвенковски. Но не за вас. На крај се случи Бранко Црвенковски да биде тој што ќе кажа да, ќе одиме на избори. Значи тоа беше целото енигма, ќе се оди, нема да се оди и доаѓа значи кралот на маглата излегува и кажува да, ќе одиме на избори. Втора работа. Јас од 90 години тврдам дека Бранко е политичар од Старков со византиски манири. И сега ме интересира моментот. Момент само да довршам мојата теза. Фасцинирани кога не сте во негова милост, тогаш Мајки Шајки. Апсолутно. Како тоа Мајки Шајки, како тоа зборувате, мислам. Принцот на темнината е бетер од Мајки Шајки. Е така или не е така? Зошто оваа нација да ја прашам вака? Зошто 400.000 следбеници на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата да чекат што ќе одлучи Бранко Црвенковски, дали ќе се оди на избори или не? Е така или не е така? Дали не се знае 4 години однапред дека изборите се третата недела од март 2013 година? Кога работевте со Кој е него, тој што се дрзнува да создаде неизвестност дали уопште ќе има избори или не? Втор доказ за тоа. Во Социјалдемократскиот сојуз, дали сте слушнале вие некој орган, или некој поединец да бара оставка од Бранко Црвенковски? Не. Така? Не. И сметам дека СДС не била демократска партија. И вие бевте внатре, и ако ви речев кога бевте член на и овакво како ви речете дека СДС не е демократска, вие веројатно ќе би речете ма не е точно. Не ги звртувате СДС. Значи Бранко Црвенковски сам си вели дека ќе си оди и сам си собира подписи. Верувате вие дека без негово одобрение се собираат подписи? Мислите ќе остане? Кој смее да помисли да собира подписи? Мислите дека ќе остане? Дали ќе остане или не, ќе одлучат значи членовите на конгресот. Меѓутоа, повторно овој конгрес мора да биде енигма. Така ли е? Значи повторно мора да се создаде магла. Чекај, вака сега. Мене ме интересира политичката култура во Македонија, господин Акимов, и доследноста на политичарите. Значи вие барате од мене објаснување за мојот епитет кралот на маглата. Не само значи, дали наместо да се разбиструва изборот на председател во главната опозициона партија, Бранко Црвенковски со собрањето на подписи ја замагли ситуацијата. И сега имаме, ќе иде Бранко, ќе остане за лет. Вие ми поставите прашање дали ќе остане? Црвенковски, така ли е? Да. А зашто треба да биде тоа прашање ако тој сака да се замине? Вашето мислење заминува и готово. Значи тоа е таа магла што он ја прави и он ќе ја разреши. Значи до последно на конгресот нема да се знае, он ќе стане и ќе каже дали останува или не останува трката. Тоа ме интересираше, вашето тоа се маглите што тој ги создава. Да. Тие игри што вие ги нарекувате византиски и тоа се смешни веќе. Не, ама како вие не ги препознававте кога бевте внатре, тоа мене ме интересира. Јас ги препознав цело време. Јас ги препознав. Знаете како, кога одите на школа, имате работи кои што недоволно ги познавате, ги научувате и кои ќе ја совладате материјата, ја разпознавате. Како? СДС беше добра школа за вас. Добро, секоја школа е школа, секој искуство, искуството не се учи на ниедни факултети. Дали согласувате дека значи кога видов каква политика се води, кои се тоа погрешните одлуки, донесов одлука која сметам дека исправно и за мене и за моите граѓани. Кој рековте околу политичката култура во Македонија, со што потполно се согласувам, дека имаме страшен проблем со политичката култура во Македонија. Дали мислите дека еден од проблемите на политичката култура е и доследноста на луѓето и консеквентноста во ставовите кои ги застапуваат? Не.
тогаш ако е, значи ова е политика, затоа се вика политика. Значи ако спориме за доследност и не знам останување до крај, значи треба да се прави разлика што е инет, што е тврдоглаво буткање некои работи или несваќање на постоечки факти, а што е прагма. Што се две различни работи. Добро. Ви благодарам, господин Кивовски, за интервјуто.